Почитувана јавност, почитувани медиуми, ова е законско решение кое што беше првенче на сегашниот министер за правда Тупанчевски и ако одиме по старата дека денот по утрото се познава, утрото беше неславно, ама денот е уште полош од утрото. Ова е законско решение кој што еднаш беше повлечено ради спорниот член 6, во кој што стоеше правниот ентитет до тогаш непознат негативно мислење, а со ова законско решение не се менува ништо, туку на некој начин елегантно е надминат тој ефектот, емоциите кои доаѓаат кај јавноста и кај оние кои што се под овој закон, односно под неговото уредување, со што се дава нова формулација која што сега гласи понижувачко, омаловажувачко. Но како што велат, ѓаволот е во деталите, па тука има уште еден детал кој што не прави фотосведок на сите оние кои што ќе ја критикуваат владата и кои што ќе се дрзнат да изразуваат работи кои што се вистинити, но не се вистинити во оној паралелен свет на функционерите од власта. Општо познато е дека во Република Македонија има два паралелни света. Едниот е светот на реалноста, на граѓаните, на работниците, на образовните работници, на административците, на луѓето во приватниот сектор, на новинарите, на сите нас, а другиот е оној имагинарен свет во кој што све е розово, во кој што блескаме, во кој што идеме напред со галопирачки чекори, и доколку не мислите како овие вторите, ова е закон во кој што се институционализира навредата, односно не смеете да кажете ништо за да не бидете казнети, да не бидете оквалификувани дека омаловажувате или понижувате некого. Но да влеземе вака малку во материјалната расправа. Во поглавието 10 во извештајот од Европската комисија, кој што се однесува на информатичкото општество и медиумите, вашата слободна, транспарентна, демократска, нормално се шегувам, влада од 2016 до 2021 година има оценки од 0 до 1. Значи, ова не го кажува опозицијата, туку ова е заклучено во извештајот од Европската комисија. Од 0 до 1, што значи дека нема никаков напредок во слободата или во известувањето на медиумите. Во членот 6, како што кажав, негативното мислење кое што предизвика огромна лавина на реакции во јавноста овој пат е бајпасирано со зборовите понижувачко и омаловажувачко. Она кое што вие се обидувате да го направите како чувство на цензура во јавноста, дека мора да се прифати мнението кое што е општено, дали од владините институции, дали од вашите партиски или државни функционери, сега е, како што кажав, уредено со закон. Често знаете да кажете дали на дебатните емисии или на вашите пресконференции, особено во комуникацијата со нас во собранието, ајде сега не збори за тоа. Секој пат кога ќе се спомне рекет, криминал, нетранспарентност, непотизам и слични такви работи кои што се, би кажал, епитет на вашето владење. Сега не зборувате за тоа, добива член и место во еден ваков закон, и утре зборувањето за тоа што не им одговара на функционерите од власт. Дали сте новинар, дали сте опозиционер или, би рекол најсериозното, дали сте граѓанин, вие ќе си бидете казнети заради тоа што некој некаде мислел дека вие сте го понишили или навредили. Тука се создава сега едно друго прашање. Кој ќе оцени дали некое мислење е омаловажувачко? Кој е тој во држава што ќе процени дали одредено размислување од една единка кон друга е омаловажувачка? Еве, јас сега ќе кажам дека Тупанчевски лаже. И сега некој ќе рече Пратеников го омаловажува Тупанчевски, затоа што има изјава на медиуми каде што Тупанчевски веле дека сам си ја платил картата. Поминуваат 7 дена, Тупанчевски, министеров за правда, излегува и вели: не, друг ми плати. Сега кој ќе оцени дали јас сум го омаловажил Тупанчевски или не сум го омаловажил Тупанчевски? Тоа е многу сериозно прашање. Понатам, ќе се казни очевиден идентитет. Што значи тоа? Доколку вие произнесете одредено мислење за некого, конкретно еве јас, сега да речам, еден министер во владата излажал дека си платил за Палермо, пак ќе бидам казнет затоа што тоа е очевиден идентитет. Или да кажам вака: навивачката група Гратиси навиваше на тој и тој стадион и сега мене по тој основ може да ме тужат тројца. И овој Тупанчевски, и онаа Фета, и оној судијата кој што, патем кажано, не знам по која логика отпатува бесплатно во Палермо, кога семејства на репрезентативци си плаќале сами. Каде има тука правда? И сега јас ќе треба да бидам санкциониран
Еве се земам себе си како пример, да не кажам некој друг или граѓанин или новинар, а овие кои што ги прават тие действија и кои што формираат јавно мислење, нема да бидат санкционирани. И сега видите каков парадокс. Ова е држава во која што се брусат шахти. Ова е држава во која што се брусат плочки за знаме. Ова е држава во која што е забрането, повторувам, забрането со закон да се извади символот знамето на Вергина или Кутлеш, како тоа го пропагираат или го чувствуваат граѓаните. Ова е држава во која што е, би рекол, казниво вие да кажете дека цар само е македонец. Ова е држава во која што овие од власта се плашат да кажат од која држава доаѓаат, па велат нашата земја, земјата, републиката. Ова е држава во која што премиерот на државата не положува свежо цвеќе пред гробот на Гоце Делчев, а нас ќе не казнуваат за тоа што сме ги навредили и омаловажили. Видете каков парадокс. Сега, со што ќе се здобиеме ние како демократска вредност со овој закон, а што ќе изгубиме? Тоа значи дека секој граѓанин, секој новинар, еве го слушнав заменикот, вели како тоа да е не знам какво достигнување, новинарите нема да бидат казнувани. Па што ако не бидат казнувани кога вие по овој закон ќе можете да ги споменувате со јавно име и презиме? Не смее некој да ви кажува, зашто да не ви кажува? Еве вие бевте министер за внатрешни работи. Сега јас сутре да излезам и да кажам има соработка Министерството за внатрешни работи со криминалот заради акцијата Планина, ради тоа што секој жив им избега од држава. Мене некој ќе ми рече ти ги омаловажуваш и навредуваш. Каде е тука омаловажувањето и навредата? Дали е тоа вистина или не е вистина? Правиме закон со кој што ќе ги цензурираме медиумите. И еве веќе некое време наназад ви укажуваме една иста работа. Тргнете се малку од политичките ровови и разберете дека ви кажуваме дека законските решенија кои што ви ги праќаат од владата не се во ред. Затоа што тие од владата си седат тука, ќе си излезе, ќе си прочита тоа што му го напишале во Министерството човекот, не сакам да ве навредам, но сум работил во Министерство, добро знам како иде процедурата, а вие како пратеници ќе седите тука и ќе го примате притисокот од опозицијата и од јавноста за законски решенија кои што не се во ред. Вака законско решение ќе ви го вратат. Исто како што ги доработувате за 2 недели законите за минимална плата, па за ваква плата, па овој закон, па оној закон, не ви се комплетни законските решенија. Со вакво донесено законско решение нема да добиете позитивна оценка ниту од домашните, ниту од меѓународните институции, затоа што легализирате цензура. И навистина се согласувам со тоа што го кажуваше еден колега, дека ова е, мислам дека поеклатантен пример на ограничување на јавен простор и на општење преку медиуми од 49-та година. Навистина не можам јас да разберам. Ако не се крите позади вакви обландирани зборови. Ова е уште полошо од тоа негативно мислење. Таму па барем можеш да кажеш сум кажал, не сум кажал. Ова е и очевиден сторител, и понижувачко, и омаловажувачко, но не се кажува кој ќе го процени тоа. И утре ако министеров кој што патувал на државна сметка, оцени дека јас сум го омаловажил, јас треба да бидам санкциониран и по една недела да излезе истиот професор да вели ве молам идам на предавање и да каже дека не платил карти. Вака не се создава демократски вредности, ниту па се носи демократија во државата. Кажете му, еве јас ја користам приликата, вие сте тука, повлечете го ова законско решение, затоа што вака не ги дава решенијата на проблемите кои што може ги имаме во просторов. На овој начин само дополнително ќе се продвабочи јазот помеѓу подобни и неподобни и помеѓу оние кои што сакаат да имаат слободна мисла и помеѓу оние кои што сакаат да ја контролираат слободната мисла само заради тоа што во држава секој рационален човек кој што има слободна мисла знае низ какви премрежја поминуваме и знае каде плови овој брод управуван од Димитар Ковачевски од СДСМ. Благодарам.